Се наоѓам јас пред градската општа болница 8 септември, овдека како што можете да забележите од објективот на колегата Драган Котевски, голем дел од роднините на патниците во автобусот кој се движел од Скопје кон Гостивар, односно кој што се преврте на автопатот Скопје-Тетово, чекаат било каква информација во однос на нивните роднини, но засега не знаат ништо кој од нив во каква здравствена состојба, односно роднините не ги знаат состојбите на нивните најблиски, каква е здравствената состојба. Тоа како информација тука дека од градската општа болница 8 септември се донесени 33 патници, 5 мина од тука што се донесени се починати, имало неуспешен обид за нив на реанимација. Четворица во овие моменти се на операциона сала, во критична состојба се вкупно 5 мина, додека пак преостанатите се со полесни повреди. Еден од починатите е пак во другата градска болница, односно старата градска болница во центар. Како што кажав, родителите, односно роднините, блиските, најблиските на патниците немаат никакви информации во однос на нивните блиски, но во овие моменти се очекува што поскоро да биде поставена листа на пациентите, односно кој во каква здравствена состојба е, со име и презиме список да биде објавен пред ургентниот центар на градската општа болница 8 септември и секако и со починатите лица кои биле донесени тука. Ќе повторам, роднините на патниците не ја знаат здравствената состојба на нивните најблиски. Од несреќата со автобусот загинаа 13 лица, 7 мина на самото место, а 5 мина се тука во градската општа болница. Игор, останувате на терен, одиме сега кај Антонио на место на несреќата. Антонио, дали има во меѓувреме доби некаква информација околу причините за ова сообраќајна несреќа и некои други детали од местото на настанот? Антонио? Да, за последните детали во ова линковско вклучување ќе разговараме со портпаровот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски. Тони, со кои информации располага Министерството за внатрешни работи? Па, за жало веќе имаме 13 починати и околу 30 на повредени. Она што можам да кажеме дека околу 16:45 автобус на Durmo-Tours, кој што се движел од Скопје кон Тетово, излетал од патот и се превртел. Како резултат на тоа, нели се 13 починати и повредените се пренесени во скопските клиники главно. 20 имаме во Тетовската болница, еден во Гостиварската. И разговарано е со возачот, тој е исто во болница. Во тек е увидот, на лице место се јавен обвинител, екипи на БВР и кога ќе заврши увидот, соодветно ќе информираме за сите нови информации. Кога би можело да се случи да бидат соопштени информациите за, односно, за несреќата, кои се причините? Увидот е во тек. Во текот на ноќта ќе продолжи сабаља и кога ќе заврши увидот, кога ќе имаме било каква информација, ќе ја соопштиме на јавност. Тука беше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дали евентуално бил да ги види повредените? Да, тука беа и министерот Спасовски и заменикот Нухију и од тука се упатија во клиниките во Скопје за да видат каква е состојбата нели со повредените. Не ти благодарам за гостувањето и се надевам дека што е можно побрзо ќе биде разрешена причините зошто се случи ова сообраќајна несреќа. Боријан, пред да се одјавиме, само да напоменеме дека тука на лице место пристигна и возила од погребалната служба кои што дојдоа да ги земат и загинатите патници. Студио.